Кривичен прогон за лицата кои ги следеле неговите деца, како и одземање на пратеничкиот имунитет на Дафина Стојановска, која на својот Facebook профил го објави видеото, бара председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов. Реакцијата следи откако вчера пратеничката Стојановска објави видео Трендафилов со деца, на кое напиша: "Не го слушајте што зборува, туку гледајте го како се однесува", алудирајќи на тоа дека Трендафилов со службеното возило на ССМ си завршувал приватни обврски. Поставувам прашање до министерот за внатрешни работи. Дали службите го следат председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија? И дали службите му ги снимаат децата на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија? Дали се поединци? И доколку се поединци, веднаш да ги апсат. Го повикувам јавниот обвинител. Веднаш да покаже, како што вели представникот на владата, дека правдата е еднаква за сите и дека сите ќе ги стигне. Во нормална држава, пратеничката веќе ќе беше во затвор. Побара одговорните веднаш да бидат уапсени, бидејќи училиштето и патеката по која биле снимани имала надзорни камери. Кажа дека на видеото не се само неговите деца, туку и други кои одат на училиште и во училишниот двор. Ќе дозволите да зборувам за монструмите. Оние кои не се под детските кревети. Оние кои седат во пратеничките клупи, кои ги гледате во кафичите, кои ги среќавате на улица, кои ги имате во партијата, кои снимаат малолетни деца. Монструмите не се само на телевизија. Монструмите се покрај сите нас. Трендафилов кажа дека случајот е пријавен во МВР и дека ќе бидат известени сите амбасади, делегацијата на ЕУ, Меѓународната и Европската конфедерација на синдикати и Меѓународната организација на трудот. Реагираше пратеничката група на ВМРО од ДПМН. Велат спорната снимка била преземена од социјалните мрежи, а најверојатно била снимена од револтиран работник или член на ССМ. Наместо да се сокрие од срамот пред македонскиот работник, Слободан Трендафилов одбра со невидена дрскост, паника и нервоза да ја напаѓа пратеничката Дафина Стојановска, глумејќи жртва за да го прикрие сопствениот скандал. Ова не е напад врз семејство, ова е очајнички крик на еден синдикалец кој мисли дека со солзи и етикетирања ќе го избрише фактот дека ги троши парите на работниците за личен луксус. Воедно го повикаа јавното обвинителство да отвори постапка и да истражи како се користело службеното возило на ССМ и дали во правилникот на ССМ пишува дека председателот смее да го користи за сопствени потреби.